Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. И покрај расчистувањето на магистралниот пат кон Делчево, се уште се чека оценката за неговата безбедност, што треба да ја дадат стручни лица од Градежниот факултет од Скопје. До тогаш коловозот официјално останува затворен за сообраќај. Се уште нема позитивно мислење за безбедноста за сообраќајот на патот од Кочани кон Македонска Каменица и Делчево. И покрај расчистувањето на големите одрони од пред 10 дена, тој е несигурен за нормално поминување на возилата. Опасноста од паѓање нови карпи и земја не е целосно отстранета, па може да се очекува како препреки тие да се најдат на коловозот. Од јавното предпријатие Македонија Пат рекоа дека работат на алтернативно решение, што треба да обезбеди поголема проводност на делницата. Од тие места каде очекуваме да дојде до понови одрони, тоа ми проширување, девијација на лице место, за да ако во случај има одрон некој, да не дојде до затворне сообраќајот, ево правиме една девијација во ширина околу 7-8 метра ширина, во должина околу 70 метра, тоа е на најлошото место. И мислам дека најверојатно комисијата и инспекторот по патишта ќе дозволи да се оди да се пуши сообраќајот. Коцев оценува оти е можно да се добијат позитивни оценки за безбедноста на патот и тој да биде отворен за сообраќај в среда предпладне. Екипите и механизацијата на Македонија Пат продолжуваат да го расчистуваат теренот, а интервенцијата врз надвиснатите карпи и земја не значи дека се спречени нови одрони. Не доаѓа дека ќе нема веќе одрони, значи одрони ќе бидат ќе најдат во помал обем. И Македонија Пат има дежурства по пунктови кои се уште дежураме и ќе интервенираме во секој момент. Користењето на алтернативното поврзување преку Берово и селото Бигла и понатаму е во важност, поради што се зголемува и времето за патување до Делчево и границата со Бугарија. Сепак најмногу мака од одроните во изминатите 10 дена видоа жителите на Македонска Каменица, кои за да стигнат до Кочани и Виница мораат прво да се враќаат кон Делчево, па дури потоа да стигнат на одредената цел. Неколку месеци по поставувањето на атмосферската канализација, улиците во Кочани се уште чекаат соодветна санација и поправка на дупките што останаа на коловозот. Од локалната самоуправа ветуваат акција со подобрувањето на временските услови. Се уште се чека санацијата на видливите нерамнини и прилично големите дупки на асфалтот на улиците во Кочани, на кои во изминатите месеци се изведуваа градежни работи за поставување атмосферска канализација. Возачите повеќе пати реагираа дека поради несоодветната поправка ги оштетуваат гумите и системите за управување на возилата. Незадоволни беа и пешаците затоа што при врнежи вдлабнатините се полнат со вода, па или не можат да поминат од другата страна на улицата, или возилата што поминуваат ги прскаат и им ја валкаат облеката. Медиумите неколку пати ги пренесуваат таквите реакции, а прашањето е дежурна тема и на седниците на Советот. Кога ќе може да се очекува да оние крпеници или дупки кои што ги има по булеварот Тодосија Паунов да се санираат за да, како што велат луѓето, не ги сечат гумите. Од локалната власт се согласуваат дека поправката на улиците не е според договорот за изградба на атмосферската канализација, односно санирањето на оштетувањето на асфалтот не е изведено квалитетно. Сепак доаѓа ветување дека наскоро ќе се преземат активности за подобрување на состојбата. Значи, сезоната е таква да не може да се асфалтира. Настојуваме да со изведувачот да постојано ги пополнува тие дупки кои што се јавуваат и ќе чекаме до моментот додека се отвори сезоната, односно кога може да се асфалтира. Она што е асфалтирано, констатирано е од страна на надзорниот орган, значи оние кои што се асфалтирани на почетоците на улицата Тодосија Паунов, почнувајќи уште од кај полициската станица, сите тие ќе се санираат на ново, така да нема да дозволиме да биде у таква состојба каква што е сега. Ветување дека ќе се преземат активности за санирање на дупките имаше уште пред неколку месеци. Тогаш беше речено дека веднаш по новогодишните празници механизацијата ќе излезе на терен за да го поправи асфалтниот слој. Иако можеше да се претпостави дека работите ќе се пролонгираат поради неповолните временски услови.
Се забрзува изградбата на хипоцентарот на плоштадот во Виница. Вредноста на објектот, што треба да биде комплетно завршен до крајот на 2016 или почетокот на 2017 година, се проценува на 4,5 милиони евра. Долгоочекуваниот маркантен хипоцентар во Виница почнува да ги исцртува своите контури. На плоштадот Ангел Винички за околу 2 години се очекува да никне новиот стамбено-деловен објект, чија изградба стартуваше пред околу 8 месеци. Објектот се гради на површина од 3600 метри квадратни државно земјиште, кое општината го продаде по пат на јавно надавање, а ќе понуди нови станови и деловни простори за продажба. Градежните активности ги спроведува Бетонот Штип. Новата градба ги зафаќа и актуелните паркинзи на службите од јавната администрација, зашто инвеститорот тврдеше дека со градбата се планирани посебни паркинг места за државните служби, како и соодветно уредување на просторот кој што објектот го зафаќа од актуелната локација на плоштадот Ангел Винички. Вредноста на објектот, што треба да биде целосно комплетиран до крајот на идната година или почетокот на 2017, се заокружува на инвестиција од 4,5 милиони евра, средства кои ги вложуваат двајца бизнисмени од Виница и Скопје. Стамбениот објект предвидува 76 станови за домување и околу 2500 метри ефективен простор за деловно работење, како и 131 паркинг место за жителите и посетителите на центарот. На веб страницата на Министерството за транспорт и врски е објавен каталог со податоци за 100 државни деловни простории во 19 градови низ државата, што се огласени на продажба преку јавно електронско надавање. Простор се продава и во Кочани и Виница. Во објавата на Министерството за транспорт и врски стои дека предмет на електронското јавно надавање е продажба на деловен простор во сопственост на Република Македонија. Согласно табеларен преглед во кој се дадени податоци за број на катастарска парцела и катастарска општина каде се наоѓа деловниот простор, површина на деловниот простор во метри квадратни, општина, адреса каде се наоѓа деловниот простор, кати број на локалот и почетна цена, како и банкарска гаранција за сериозност на понудата, рокот за поднесување на пријавите за учество на јавното надавање и времето за започнување на истото. По еден простор се продава и во Кочани и во Виница. Во Кочани податоците во сликовниот опис што ги содржи огласот на Министерството не се соодветни. Во Виница станува збор за парцела на улица Страшо Пинџур број 11. Бројот на катастарската парцела на просторот во Кочани е 12035, катастарска општина Кочани и имотен лист 17061. Станува збор за адреса на улицата Кена Револуцијата број 5 на приземје локал број 1. Површината е 44 метри квадратни, купната почетна цена во денари или проценетата пазарна вредност е 3.245.722 денари. Банкарската гаранција за сериозност на понудата од 2% изнесува 64.914 денари. Рокот за поднесување на пријавата за учество на јавното надавање е 30 дена од објавата. Времето на започнување на јавното надавање е 13 часот и 30 минути на 1.4 оваа година. Бројот на катастарската парцела во Виница е 8808, имотниот лист 6869. Адресата е улица Страшо Пинџур број 11, приземје локал број 1. Површината на парцелата е 47 метри квадратни. Вкупната почетна цена во денари или проценетата пазарна вредност е 698.050 денари, а банкарската гаранција за сериозност на понудата од 2% и 13.961 денар. Рокот за поднесување на пријавата за учество на јавното надавање е 30 дена од објавата, а времето на започнувањето на јавното надавање е 15 часот на 1.4 оваа година. 100 објекти за кои беше објавен оглас за продажба на 12 овој месец се први од вкупно 1000 државни деловни простории кои што владата одлучи да ги продаде на барање на приватниот сектор. Почетната вредност на сите деловни објекти се проценува на 5 милиони евра. Огласот за сите парцели трае 30 дена. Право да аплицираат имаат сите домашни и странски компании, како и физички лица, кои покрај апликацијата треба да достават и банкарска гаранција. Жител на Кочани, незадоволен од исплатата на социјална парична помош, искршил неколку компјутери и друга опрема во Центарот за социјални работи. Случајот бил пријавен во полиција, а оттаму, освен потврдата за настанот, засега не излегуваат со други информации.
Центарот за социјални работи во Кочани во понеделникот претпладне бил вандализиран од лице кое е примател на социјална помош. Неофицијално причина за инцидентот било доцнењето во исплатата на парите. При тоа лицето влегло во установата, искршило еден од прозорците, како и поголем дел од компјутерската опрема и други предмети во 3 канцеларии. Истовремено, нервозно и со висок тон извикувало поградни зборови и упатило вербални закани кон вработените во центарот, поради што тие биле принудени да се заклучат во своите канцеларии за да избегнат физичка пресметка. На инцидентот му претходела расправија околу исплатата на социјалната помош, а целиот настан траел 20 на минути, пошто лицето ја напуштило установата пред да може полицијата воопшто да интервенира. Поради службено отсуство на раководителот, не можевме да добиеме официјален став од Центарот за социјални работи, иако очевидци потврдуваат дека имало инцидент. Според податоците од полицијата, се работи за 26 годишниот ДЖБ, за кого било пријавено дека извршил кривично дело насилство. Слични настани имало и во други социјални центри во државата, но тие досега се премолчувале и вработените биле препуштени сами на себе. Тоа го наметнуваат прашањето зошто овие установи немаат соодветно полициско обезбедување во текот на работните часови. За 2 години ова е втор инцидент од потешка природа, при што претходно по физички напад 3 вработени завршија во болница, а случајот досега се уште е без судска завршница. Мебел и електронска опрема доби училиштето Љупчо Сантов како дел од проектот на УСАИД за опремување на кариерни центри во училиштата. Добиените материјални средства ќе бидат искористени за потребите на учениците, кои ќе можат да се информираат за факултетите и за нивната идна професија. Во соработка со УСАИД, Средното општинско училиште Љупчо Сантов работи на уште еден значаен проект, а тоа е опремувањето на кариерниот центар кој што ќе биде од исклучително значење за градење на капацитетите за иден кариерен развој на наставниците и учениците. Добиен е мебелот и дел од опремата и согласно динамиката која што ја определува УСАИД. До крајот на месецот треба да се докомплетира опремата и да се постави во просторија која е однапред определена за таа намена, а тоа е досегашниот мултимедијален центар. Не се испорачани компјутерите и уште мал дел од опремата. Мебелот е тука, ние веќе се организираме да го поставиме за потребите на кариерниот центар. Паралелно со опремувањето на центарот, изготвен е извештајот за успехот на учениците и работењето на училиштето во првото полугодие. Извештајот е изготвен, усвоен на совет на наставници и е доставен до основачот, односно до советот на општина на Кочани. Се надеваме дека ќе биде усвоен. Во предстојниот период ни престојат и други активности, како што се организирањето на екскурзијата за учениците од 3-та година. Тоа е постапка која што е започната, а понатаму ќе се фокусираме на подготовките за државната матура за учениците од завршната година, за екстерното тестирање, тековни активности кои што се карактеристични за овој дел од второто полугодие од учебната година. Новиот кариерен центар во училиштето ќе биде на услуга на учениците, а со помош на него тие ќе може да се информираат за понудата на факултетите, а со тоа и за нивната понатамошна професионална определба. Примена на нови методи на информатичката технологија во училиштата е темата на предавањето што се одржа во основното училиште Малина Попиванова. Советувањето е на барање на наставниците од училиштето, а го врши представник од Бирото за развој на образованието. Унапредување на квалитетот на воспитно-образовниот процес во делот на информатичката технологија е целта на предавањето и советувањето што се одржа во основното училиште Малина Попиванова. Преку осовременување на наставните програми, континуирана обука на наставниот кадар, воведување на современи методи на настава и учење, градење јасни стандарди при следењето и вреднувањето на сите субјекти вклучени во образовниот процес, како и овозможување на личен и професионален кариерен развој на секој поединец. Училиштето Малина Попиванова работи на усовршување на наставната програма во делот на информатичката технологија. Наставниците бараат нови наставни методи за примена на информатичката технологија во училиштето. Освојување на барање од наставниот кадар,
односно во делот на годишната програма за континуирано усовршување на наставниците и нормално тоа усовршување се рефлектира на квалитетот на наставата, односно учениците се во континуитет на добивање на нови наставни методи и содржини или усвојување на нивните планирања, односно наставните планови и програми, наставниците ги реализираат во целост. Училиштето континуирано посветува внимание на развивање и имплементирање на програми што се однесуваат на воспитната компонента во училиштето, унапредување на технологијата, како и градење на личниот и социјалниот развој. И за крај спортската информација. Карате клубот Партизан освои 26 медали на меѓународниот ИПОН Куп Лесковац 2015. Клубот за мал фудбал Бели со поразот викендов се позиционираше на 7-та позиција со 6 бода, колку што имаат и предпоследните гимиджи. Карате клубот Партизан освои 26 медали на меѓународниот ИПОН Куп Лесковац 2015. Овој град во соседна Србија е најконстантна дестинација каде славната кочанска карате школа редовно го проверува својот квалитет со колегијалните клубови од балканските земји. Сепак учинокот на Партизан, што на прв поглед изгледа фантастичен, во основа е просечен во споредба со сите досегашни настапи на каратистите овде. Од освоените 26 медали, условно кажано, само 3 се златни, 4 сребрени, а дури 19 бронзени. Сепак, генерално станува збор за одличен успех, а за тоа е доволно само да се спомене бројката од безмалку таленти од клубовите учесници на турнирот. И последната информација од спортскиот викенд е она што доаѓа од втората футсал лига. Таму се одигра 11-тото коло, во кое КМФ Бели пред својата публика загуби од Кратово со резултат 3:7. Стрелци на головите за Бели беа Цонев, Трендафилов и Стојчев. Претходно во осмина финалето од футсал купот на Македонија, клубот за мал фудбал Бели загуби од истиот противник, но со резултат што има елементи на дебакл 4:12. Вестите завршија, ви благодариме што бевте со нас. Најновите информации ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.